Почитувани, еве сме заедно во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ако во емисијата во тек дискутиравме за тоа што ќе ни донесе утре комесарката на ЕУ Марта Кос од Брисел, дали нешто што сме го посакале за нова година, па се уште чекаме да ни се оствари, или напротив нешто друго. Еве денеска во емисијата Очи во очи да продискутираме за тоа што ќе донесе дводневниот самит во турската престолнина Анкара, кој денеска почнува, денеска и утре ќе се одржи, и на кој од наша страна ќе учествува, односно делегацијата ќе биде предводена од председателката Гордана Силјановска-Давкова, а всушност во состав на истата ќе бидат и министрите за одбрана Владо Мисајловски, за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, и така натаму, ете да не ги сите сега набројувам, но значи учествуваме во добар, во полн состав. Суштината всушност е на овој самит дека ќе биде присутен и председателот на Советот на Европа Кошта, Антонио Кошта. А ќе присуствува и председателот Трамп, и сега одлична комбинација, значи Трамп и Кошта, нормално станува збор за колку ќе кошта, кажано, ајде онака шегобино, но навистина, всушност на овој НАТО самит може да се каже дека ќе се дефинира еден вид дека истиот ќе биде еден вид пресвртница во смисла на поделбата на односите на силите помеѓу Соединетите Американски држави и европските сили од друга страна. Лидерите на 32-те членки на НАТО се собираат, а при тоа, велам, доаѓа и председателот на САД Доналд Трамп, кој би можело да се каже дека доаѓа да ги наплати минатогодишните ветувања за тоа дека ќе наплати, односно ветувањата за трошењето, кои треба да се наплатат. И секако во контекст на сето тоа се Украина и Иран, кои имаат своевидна тежина. Кога станува збор за земјите учесници, 32 членки реков, Србија не оди во Анкара, Приштина исто колку што видов не оди во Анкара. Меѓутоа сите останати всушност денеска и утре ќе исцртуваат рамката на безбедноста на НАТО, клучно со тој момент на финансирањето, а во таа рамка се наоѓа секоја земја, да не ги набројувам посебно, но дали од Хрватска, Унгарија и Бугарија, Романија, ете од запад на исток да кажам, дали од југ кон север, ете официјално Северна Македонија, Црна Гора, Албанија и така натаму, сите ќе седат за иста маса и ќе ги носат одлуките, односно сето она на што велам Трамп притиска, а тоа е дека бара 5% за одбраната, односно зголемување на учеството на сите земји членки на 5%. Тоа е всушност неговата проекција до 2035 година да се издвојуваат 5% од БДП-то за одбрана, од што 3,5% би одело на директни воени издатоци, трошоци, преостанатите 1,5% пак на вложувања поврзани со безбедноста, односно директно за јакнење на одбранбеното индустриско производство. И дотолку повеќе е ова и тоа како битно, не само да се присуствува, а ете ние сме таму со цела свита, туку како ќе се излезе од сето ова, имајќи предвид, велам дека навистина се исцртуваат тие контури на односите помеѓу САД и Европа, дотолку повеќе што Трамп, особено по отворањето на военото жариште со Иран, повеќе пати секако и со Украина,
бараше и учество и интервенција на земјите од ЕУ, но затоа велам еве сега доаѓа токму ова како резултат на минатогодишниот самит во кој еве ова веќе беше спомнато сега да се реализира до 2035 година. Треба да се спомне и тоа дека Трамп ќе има средба и со претседателот на Украина Зеленски, кој исто така ќе присуствува таму. И се очекува да биде усвоена и декларација, чиј дел, еве, ако се прочита, веќе може да ги даде контурите на што се однесува и самиот овој самит. Цитирам, се вели, ја градиме иднината, посилна Европа во посилно НАТО, модернизиран сојуз, европски сојузници и Канада, работејки со САД, ја преземаат уште поголема одговорност за одбрана на Алијансата. Еве во нацрт на декларацијата оба се наведува, од каде што произлегува и се директно всушност се укажува на тоа дека се очекува членките на НАТО да ја потврдат својата поддршка на Украина и да ветат понатамошна помош. Така што, ако можеме да се надеваме на нешто, можеби позитивно да не изненади од Брисел утре Кос да ни донесе, и нешто да се облажиме малку покрај она секако што ќе ни го загорча вкусот, тоа се знае. Од овој самит на НАТО не знам дали има нешто вака што може. Токму во контекстот на она Кос што го изјави при посетата на Турција, кафе или чај за паметење за 40 години. Ке го паметиме, веројатно. Особено ако отиде ова на 5%. 60-91-924-925 се телефонските броеви. Еве да почнеме. Кој ни е прв? Повелете да ја отвориме оваа средба. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Да, вие сте, ве слушам, повелете. Благодарам. Молам, повелете. Вака, прво да речеме, самитот е редовно состанување на членките на Алијансата. Мора да се состануваат, мора да ги барат решенија каде има жариса, од кој има опасност и сето тоа. Борат се тоа се. Меѓутоа, најтешкото е тука што треба да се двојат големи средства за одбрана на сите земји, бидејќи тука сите се подеднако загрозени ако дојде до некакво несакано, да речеме, воено дејствие. Не дај Боже да има, ако го има, треба сите да го одбранат оној кој што ќе биде нападнат. Меѓутоа, дека лесно е, да речеме, за големите земји, како што се, да речеме, Америка, Франција, Англија и Турција, кои се големи, за нив ништо не е 5% да одвојат, но за нас, како мала земја, со мал доход и уште 5% да се одвојат, стvarno за нас е тоа прилично издвојување од буџетот и големи се тоа средства. Но кога ќе се предвиди дека за што се двоја, ми се чини дека не треба да се жалиме, затоа што на некој начин, да речеме, ние како што сме мала земја, мала армија, малку, да речеме, техника имаме собствена и сето она што треба да го набавиме, коста многу пари и на некој начин ја ми се чини дека сепак добро е што сме дел од таа алијанса и добро е што, да речеме, на некој начин се колку ќе биде тој чадор заштита за нас, ќе видиме во недогледно време, не дај Боже да има потреба да има интервенција, меѓутоа, али ако дојде до тоа, пример сега, да речеме, ние немаме авиација, немаме авиони, некој друг, да речеме, Грција го чува нашето небо, и така да, значи, тука е голем. Така да, истече времето и благодарам. Поздрав до вас, кој ни е следен, повелете. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, поздрав. Ексик од какво НАТО? Па не какво, туку треба се плати. Членарина, како? А сметки ќе ви дојдат режии нема. 2 месеци вода неплатено, опомена пред извршител. А за НАТО? Со сила ќе те стерам после 2 пати у НАТО ќе те внесам. Абе,
Ова текстот само една работа, малку е грешка, тука тоа одбрана, тоа не е одбрана, за напад е тоа. Значи, Генералниот секретар Марк Руте најавува единство да, по однос на овие за прашања. напад, за финансирањето за напад. Значи, така у текстот е темата. Значи, финансирање за одбрана. Да одбрана не постои кај НАТО. Има само напад. Значи, они се да напаѓаат. Но, и затоа јакнење на одбранбената индустријско производство, одбранбеното. Значи, треба да се произведува исто така. За одбрана. Да, повелете. Ќе се појачат, тоа дебело ќе се појачат. Таму слушам нешто по Украини, некоја Константиновка паднала. Многу стратешко место било. А тие пак демантираат, ако не се лажам, Украина. Да, нека демантираат. Ќе видиме, они многу деманти кажа. И сега некој нападнале некој град, Омск, таму некаде на територија на Русија. Деме ќе да покажеме. Не е чудно ништо и таму пета колона некоја да работи у Русија. Оти толку 1000 километри не може тек така дрон да ги прелета ако не се некаде тука транспортирани за некое возило, па монтирани, па пуштени да прават белја. Али нека тера, нема гајле. Како и со мечката кој играл, после знае како завршил работа. Почнал да и носи мед, после цело време и носил мед на мечката. Така и овие со на рацете во мед или како? Така, тој со рачињата што беше, тој сега рацете ги има умедот, тоа рече Птипреска. Али нека играат на тоа уште малку, кратко ќе им трае. Благодарам, поздрав. До вас, добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, да. Па пред све, НАТО више не требаше да постои како блок. Во времето западниот и источниот блок беа се формира еден против други. Ние како Југославија бевме независни, третиот блок беше независен. Сега тој источен блок се растори, значи нема потреба за се. Зошто тоа НАТО јас су бил и ќе кажам поноќи организатор на антинатовските митинзи кои се бомбардираше во Косово, Србија. И денеска сум против тоа. Зошто е? Зошто служи? За да што ќе се договорат да произведат оруѓе, зошто служи? Да убиват луѓе. За тоа ќе се договарат да направат индустријата за оружје, за убивање луѓе или за убивање зајаци. Зошто се договарат? Значи, тие сака све да убиват луѓе. Сега во Русија, Русија отслапи сите што беа во блокот со Русија и си замина за независна. Се обараше она Русија сега не е инвазија на Украина, него пред нападот на Русија на Украина 4 години јас пратев. Таму овие украинци и фашисти ги третира русите таму од тие гради за кои се бора се паднат под Русија и на плечите им пишува како наши тучака што пишува на овие мавровските работници, така ги мачеа. Па Путин не може да почне да изрази, тогаш не сака да слушаат ни Клинтон, ни Минтон, ни Обама, никој. Тоа не го слушаат, тоа не го гледаат и човекот мора да се одбрани. Значи Русија не би нападнала никогаш. Како човек кој е верник православен, никогаш не би нападнал, а ќе се брани. А НАТО е денеска ратој НАТО во Украина, оружјето, све тоа е НАТО, дури и жива снага, сили, војски се тие платени се све од НАТО таму ратуваат во Украина. Не се борит Украина, Европа се бори. Станавме и ние покрај Европа, покрај НАТО на големите злочинци. И за плюс за никако добиток немаме. Изгубивме државата. Името ги изгубивме, све изгубивме и се и финански ќе носи и ќе нобрича. Значи, тоа ние сме на нула. Благодарам, поздрав. До вас, добар ден, повелете. Се слушаме ли со некого? Како и да е ние? Да, повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, да, повелете. Така. НАТО. Па сите знаеме НАТО што прави. Сегаш од 3% колку го на 5% го дигна. Да, до 2035-та тоа е цел на Трамп да се... Така. Тоа е, како да кажам, кај ќе му текни некоја држава, не им е потеркот нив, одма ништа ќе рушат. Цел свет сака да го контролираат. Тука е целиот проблем. Со Украина никакви, како да речам, одлуки носат, де во Европа да влезет, де во НАТО да влезет, а никакви услови Украина не исполнува. Стварта е да ја влезат на Русија во темел. А тој народ руски во Украина се прашува ли некој како живее сега таму? Тоа е НАТО. Тоа е НАТО. НАТО е влезет во Украина. Но не може уште она
документално да го спроведи и да застани НАТО со цело наоружање таму. Светов гледа што се случува со тој НАТО. Но државите, ја не знам зашто прифаќат. Тие кај што водат жаришта, стрептат ако некоја жариште угасни. Одма да отвора друго. За да може да се троши, та војна индустрија треба да работи. Од една страна ќе му продадат оружје, од друга страна со исто оружје ќе го нападнат. Тоа е катастрофа. Ја не можам да ги разберам овие луѓе што се приклучуваат код таа организација. Тоа е, како да ја речем, злосторничка. На земјинава топка, а едино таа е злосторничка. Вместо да се сплотат, да живеат, да речат, оружје нула, на земјина топка, добротворно да работиме, да живееме за сите, што ќе ни оружје? Тоа оружје се прави само за човекот да се убива. Не за стоката, за човекот. Тоа е срамота. Ова, не знам, и сите точно. Дајте, истече времето и благодарам, но еве, велите, не можете да ги сватите тие кои се приклучиле. Ние сме се приклучиле како држава. А така што значи и народот се едно кое што е, нема тука етнички и така натаму, приклучени се. Приклучени сме сите, ние сме членка и договорот е потпишан. И тоа од типот како оние договорите кои ги нудат кое какви се едно компании во доверба и слично, па потпишете, што значи нема туку така раскинување, односно има, но со пенали. Затоа е тоа во доверба и ова е доверба, единство, јакнење и така натаму. Затоа велам сега тоа е веќе според она завршена работа што се прави. Во моментов е прашањето како ќе се, ако воопшто од нас зависи нешто испреговара или договара, колку сме ние тука клучен фактор, и по однос на финансирањето, но и евентуалното учество во, ете, гледате, штом се издвојува и директно за индустријско производство воено дел и јакнење на одбраната, тука е секако. Ви прочитав и дел од нацрт декларацијата, значи да се преземе поголема одговорност за одбрана на алијансата. Тоа е клучно. Работејќи со САД. Сега, значи, веќе се прецизира. Тие и така, и ако не е прецизирано што ќе кажат, тоа се подразбира дека мора да го направи тој кому ќе му кажат, уште и ако сте подпишале дека ќе работите како ќе ви кажат, тогаш. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав, доба се слушаме ли? Дали се на Да, во програма сте, добар ден, повелете. Сега вака и Повелете, ве слушам, да. Дали знае таа Европа и НАТО, кој влезе првен во Германија? Генерал Жуков. Русите влегува во Германија, дали се они свесни? Генерал Жуков, така, да. Значи, Русија... Да, добро, само вие. Русија е голема сила и таму половина се во Украина руси. Значи, таа војна се води фактички со Европа. И дали знае таа Франција или Наполеон Бонапарта го изгуби таму фронтот во Русија. И НАТО треба да се распадне исто ка Варшавскиот договор. И ништо повеќе ни помалку. Значи, и Црна Гора. Па Црна Гора се сите Срби. Која е таа држава Црна Гора? Од Скопје е помала. Каква Црна Гора и таа Марта Кос? Каква Марта Кос бе? Да му прати од вие нашите етнички групи у Словенија, па да видиме таа Марта Кос како се расправа. Поздрав и пријатно. Благодарам, поздрави до вас, до слушање. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали имаме некого, повелете? Добар ден, се слушаме ли со некого? Добар ден. Се слушаме, добар ден, повелете. Ало, Повелете, да, еве, конечно успеавме. се слушаме ли? Да, се слушаме, ајде, одлично. Вака сега, Варшавски пакт не постои. Зошто постои НАТО? Да им нацртам на овие
предавниците. Значи, НАТО постои за да Америка го команда цел свет и заедно со доларот да може да команда и што сака да прави со светот. Без доларот како светска валута и без НАТО, Америка нема да ќе престане да постои, нема да биде велесила. Проста математика. Сега, ние ќе влезевме во НАТО и на сила, и да не го сменевме името. Но предавникот Заев му платија пари и не само што не мораше да го менуваме за внатрешна, да биде само за внатрешна употреба, да не биде за внатрешна документи и тие работи, тој се согласи за внатрешна и за надворешна употреба да се смени името. И така, за влез во НАТО станавме граѓани на Северна Македонија. Значи, пола идентитет е сменет и требаше другата половина со овој бугарско-албански договор со француски подпис и едноставно да овдека има само албанци и бугари и да се подели на крај државата. Тоа беше таа игранка што ни ја спремава, овие душманиве од Запад, Англија и Франција. Значи, тоа е приказната. Ја наградија Шеферинска за влез во НАТО. Функции дада. Најсиромашна земја, 300 милиони, не знам колку ќе плаќаме, а немаме еден асален клинички центар. И на Велјани компанија да им нацртам дека кој ќе нападне бе Македонија, па НАТО да не брани. И уште нешто да им нацртам, дека НАТО не може да одбрани од граѓанска војна овдека у секој момент што може да ни ја монтираат, ако не ги слушаме, и не може да не одбрани од членка на НАТО ако не нападне. Тоа не им е јасно на овие. Добро, благодарам. Но колка фактор сме пак ние да учествуваме во НАТО за да браниме некого? Особено според онаете мото напад на една, ни не само мото, туку е директно одредница. Нападот на една е напад на, се смета како напад на сите. Така што во ред ова што велите, да, кој би не нападнал? Па, ете, од НАТО, веројатно, а и кој знае, вие гледате тоа, кога е дојдено до таму да на овие силните, како им текне преку ноќ ќе дојдат, ќе сменат, и тоа не е прашање, не е толку неизвестно, за жал, кој ќе не нападне. Само да најдат некоја причина, ние може би добро е ако не сме толку интересни, па сме незабележливи, а нешто да најдат, особено да вреди тука, ќе најдат и начин како и да е. Мислам да објаснат, за да го спроведат тоа секако. А од друга страна пак, колку сме велам фактор да учествуваме, доколку дојде до тоа, дека нападот на една членка на НАТО е напад на сите. Ајде, дојдете сега. Па тоа е како гастарбајтери, ајде дојдете сега во Германија и слично, им не достигаат луѓе. Дојдете, возачи треба и еден куп места. Или со други зборови, особено оние места кои тие не сакаат да ги работат. Така и со ова. Па не сака секој да оди во војна, дојдете вие. Барем во оние први редови. Мислам, ете, како што е и на Запад, да се работат тие работи, кои генерално тие не ги работат. Или не сакаат да ги работат. Така што, ете, не знам, мислам, може да се најде за се, гледате, оправдување и по однос на тоа да станеме интересни за некого во која било смисла. И кон нас, но и да не користат, токму како членка на НАТО, за некои други решавања токму на споровите во рамки на НАТО, евентуални. Добар ден, повелете, кој НАТО ги има. Добар ден. Добар ден. И на среќен ден нека ти. Нека ви благодарам и вам, повелете. Исо, јас мислам дека нас не примаа у НАТО ради реда. Затоа што ние сме православен народ, а они, католиците, се повеќе, и они секој пат биле католиците против православието. И затоа ние сме примани во НАТО. Не дека ние представуваме некоја голема сила и дека можеме нешто да направиме во било кој поле во НАТО,
него работата е во тоа што треба да одвојуваме сега средства од нашиот скромен буџет за да оде во НАТО и нашите пари таму да се трошат за војни цели. НАТО, која држава не му се бендисува или нешто е против него, или најде нешто дека треба да се експлоатира во таа држава, едноставно оние напаѓаат државата без никаква причина и ја уништуваат до корен, додека не си ја постигнат својата цел. А ние нема што да понудиме ништо друго во НАТО, освен парични средства. Ние сме никој и ништо во споредба со другите големи сили што се членки на НАТО. Значи, работата е во тоа што треба средства да се вложуваат таму. А нас кој ќе не нападне? Една мала и беззначајна земја на Балкано што постоеме заради тоа што сакат големите сили да постоеме. Не, ние не сме моќни да се одбранеме од било кој. Големите така дека треба да постое оваа држава и ќе не остават да постоеме още некое време. Така, истече времето, ве поздравувам, кој ни е следен, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, се слушаме, да. Па имам вака една ја како вештачка интелигенција, нели, според дефиницијата на пријателот од Питова, кој е занесувач во лево. Сакам да го прашам овој Максим од Карпуш, кој е сега поскап автопат? Оној Бехтел и Енкел, неговиот или овој Блаце Стенковец? Сега 22 милиона по километар е ефтино, така? А 13 милиона е скапо. Околу автопатите, само да му кажам, дека има сега поскапа делница. Што се однесе за НАТО, треба да луѓето да разберат дека сите планови на нашата држава веќе одамна се однесени во Брисел и согласно плановите на НАТО ни се кажува што и колку треба да вложиме. Овие 5% што ќе ги вложуваме во нашата армија. Не ги вложуваме во армиите на Америка, Германија или било која држава. Туку се вложуваат во нашата армија. А согласно плановите и потребите на НАТО и согласно договорот со земјата која е членка, се определува ангажирањето на незините сили доколку се ангажираат во составот на НАТО. Па така нашите кога беа за Авганистан, одеа преку контингентот на Германија и служеа исклучиво само за обезбедување на командните места. Не одеа во офанзивни дела или акции, што ги викаме ние. Исклучиво за обезбедување, да кажеме, на командата на како ја викаат тоа емисијата. Што значи дека не можеме да коментираме се дека нас ќе не согласно нашите сили и способности, они одлучуваат кај ќе ве ангажираат. Но никако и доколку вад државата, но никако во офанзивните, таму се знае како иде. Така да, а дали колку е членството на НАТО помага, да кажеме, во и како се однесува, па не знам, требаше поише да го трпиме украинскиот сценарио, кај што Русија тврди дека е вештачка творевина на Украина, а за тоа, кога нас оке не го каже Бугарија се... Така, благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Благодарам. Молам. И во претходната емисија и сега, и што Баракос овде, зошто самит на НАТО, ќе здадеме многу пари, па дали ја знаете игранката, па да ви нацртам, па дали сте заспани, па дали сте разбудени, ама нека ми прости Господ и граѓаните на Македонија, оние што малку, многу малку, 20% ги разбираат овие работи, а овие другиве само стресат тоа што ќе им текне на паметот. А бре луѓе, мала или голема држава, нели сме народ? Па нели сме држава, нели постоиме? Исто прески имаше критики од 45-та, па од 45-та сме држава. Факт е тоа, дали сум читала или не сум читала, ич нека не гајле. Имало човек што ми објаснил директно како било во минатото Македонија, како постојала како територија, а како настанала држава, кој лично учествувал во тоа. Мојот родител се тоа ми го раскажал баш кај што сум читала. Не е точно дека некој читал. Како јас се може да кажам, за вас вие не сте читале? Кога ниве знам, ниве познам, освен од медиум.
Дај не ти кажат за нив дали читале или не читале. Македонија и територијата Македонија и македонецот да вековен, ама државата колку е стара. И тоа се два различни поима. И се што вараме во НАТО, Варшавски не постои. Па што сме ние виновни Варшавски, што не постои? Ние не го растуривме. Па Русија нека му мисли. А зошто Русија ги зима кинезите па ги носи Украина да убиваат луѓе? Ако Варшавски не постои, постои некоја друга заедница. И сега Русиве ќе ги браниме убаво правеле, НАТО убива луѓе. Многу пари ќе сме дале, па ние јаките, па ние ако не сме НАТО, готово ќе се распадне, Русија нема да па Шекеринска, па ќе нема леп да јаде бе луѓе, вие знаете дека? Па НАТО и подари на Шекеринска големо богатство. Благодарам, поздрав. Добар ден, кој ни е следен? Ало? Да, добар ден. Добар ден. Повелете. Слушателката ни објасни стручно, ептен стручно. Тие 20% да никаде другите сите прости не знаат. Сакам да прашам за НАТО. НАТО како викаат тие од СДС, дека НАТО ќе не брани, Европа ќе не ране, никој не погледна. 2001 НАТО помагаше и ги обучуваше албанците у Рачиново и ги изнесе со автобуси да не ги убијат. Тие инструкторите што беа од Америка и НАТО било ќе не бране. Тешко на нас. И не понижи со договор Охридски што ни направи. Што да признаеме и како да признаеме. Останаме понижени со тај Охридски договор. И НАТО ќе не бране. Од која страна? Смениме името, понижиме се. Па зашо да не бране? Малку ли дадеме ние? И уште ќе даваме. Стручно да ни објасниле. Сите знаеме што е стручно, што не е стручно. Некои постручни има си војни лица тамо што си знаат. Само сакам да кажам дека 2001 никој не ни пружи рака на нас да ни помогне и да не одбране. И косовари не нападнаа, и тука внатрешно со одбраната нивна, албанците не нападнаа. Колку народ загина. И никој не даде да одбране, туку инструкторите американски урачинови ги обучува албанците. И ги наредија да ги изесат со автобуса, не ги цепат. Тоа ли е бранење? Тоа ли е признавање? Мала држава, да ми чекаме од сите да не понижат како што не треба. Фала на ова Исо и пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Добро, за жал некако, не знам, договор до договор. А ни една страна кога ќе видите незадоволна, што е некако спротивно на она што ви требало да биде, да подразбира договор. Охридски договор не е задоволна ни една ни друга страна. Едната бара смета недоволно е реализирано, другата смета премногу дека оди во друга крајност. Преспански договор исто незадоволна една и друга страна, и јужниот сосед незадоволен, не имплементирате доста, и ние незадоволни, и тие не прават пак ништо. Според нас сега француски договор и некако не оди изгледа со договори, кој знае, подобро некако друг начин се најде договор, а излегува спротивно конфронтирање, а не договор. Добар ден, повелете. Добар ден и убав ден. И вам убав ден, повелете. Па сега вака НАТО. НАТО што е НАТО? Една уценувачка организација. Едноставно те уценува затоа што е поголема сила од тебе. Значи како може нас да ни зголемува, значи чланарина, а на другите не, кога сме ние најмала земја. И значи овдека ја гледам многу голема Воопшто за сите, значи Трамп бара итно да се зголеми, да. Па тоа ти е, ова НАТО е бизнис. Значи Трамп сите сојузници веднаш да ги засилат напорите, како што вели Трамп, и да постигнат до 5% и тоа итно да се направи. А тоа ти е. Овие олигарсите, тие се олигарси како Трамп овако и како нашите, значи нив им треба пари, кога нив им треба пари, кога се они во некој колапс, кога не можат да профитираат толку, дајде сега, ќе бидеме силеджии, ќе бидеме према другите држави каде што можеме. Значи тука може кај нас што сакаат и да прават и дајте сега тука ќе ги оценуваме луѓето за они да профитираат и да уживаат како што уживаат. Значи ова е една невидена катастрофа, како да ја наречам на Америка буквално. Значи Америка со ова се подценува. Значи ова не може сама да обстои и треба незе пари, и треба раскош, и треба оружје. Гледате што према, значи незе и треба пари за убивање луѓе. Па пазите, молим.
кажавте. Значи Америка од што живее, само прави оружје, а дужна е таму 30 и колку трилиони. Овакво. И уопште понатаму продолжува само со вакви негативни работи и уценување на народ. Ова е, не знам, за мене е катастрофа НАТО. НАТО, ако сака нас да не нападне НАТО, па НАТО сите земји тука околу се во НАТО. И кој кого ќе нападне? Значи, меѓутоа да зголемиш ти чланарина, па на една како да кажам, најмала, ние сме се као најслаба држава, меѓутоа цела Европа ја поддржуваме. На сите плаќаме, НАТО покачува, увезуваме се од Европа. Па ние цела Европа ја држиме овдека, што сме уценети и што мораме од нив да увезуваме и е вака да плаќаме. Значи, они се научени на она уживање без. Благодарам ве, поздравувам. Еве за подсетување на минатогодишниот самит во Хаг. Сите земји членки, освен Шпанија, ја прифатија целта до 2035 година да издвојуваат 5% од бруто домашниот производ за одбрана. И сега, значи, Трамп сака да го реализира тоа. И всушност, токму велам, затоа главната работа на овој дводневен самит се или е прашањето за издвојување за одбрана на алијансата. Но, притисокот на председателот Трамп е, тој не вели и ние и така натаму, туку затоа и кажав на почетокот, ова е еден вид пресвртница во смисла на еден вид поделба по прашањето на односите и на силите, но и на инвестирањето помеѓу САД и европските сили. Седно европските, затоа што и имаме и членки на НАТО кои не се дел од ЕУ. Значи, председателот Трамп врши притисок Европа да ги зголеми издвојувањата, односно финансирањето за одбрана и јакнење на одбранбените индустриско производство на 5% од бруто домашниот производ. Значи, тој председател на САД доаѓа и вели Европа, вие треба да зголемите на 5%. Ајде заедно, еве јас ќе дадам и така натаму. Тоа е и не велиме ние тука, не се договараме ние. Туку доаѓа од надвор и не е од надвор дел, на НАТО е секако, но тој не зборува за себе, им зборува на другите. Тоа велам чисто да се затоа и го спомнав минатогодишниот самит во Хаг, на кој токму и се прифати таа цел од сите, освен од Шпанија, 2035 да биде веќе завршено сето тоа. Значи, еве, да не ви дојде нагло, одеднаш, на некој начин постепено, како на рати да ви дојде, но треба да се преземе нешто. Сега засилува на интензитет и бара директно 5% за одбрана од Европа и, како што кажав, бара тоа да се направи, очекува да се направи веднаш. Вели, засилете ги напорите и да се тргне конкретно кон тој пат од 5% и тоа да се направи итно. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, да, се слушаме. Видете вака и со по моје мислење, мислам, да. НАТО. Кој е НАТО? Еве, веќе се зборува Франција, Италија, Германија, да речеме, своја одбранбена европска сила, да речем, напоредо на НАТО, нешто да се деси. НАТО америчко. Кој е америчко НАТО? Шо тешко му беше тие пред време Украина да ја прива во НАТО, пример. Че речеме, и сега, ама таму има поголема сила што, еве, фактички, то НАТО, не сме толку дека не гледаме што прави Америка, што прави на Украина, како и помага со наоружање. Ама не и оди. Се кој е то НАТО? Еве пример, брат мој беше во Афганистан. Да, за границите е НАТО. Вие внатре, ако сакате, истепајте се. Така речено во наводници, да не... Така? И како му велам тоа? Како деше? Така бе едноставно. Ти седиш по границите, например, да ги обезбедуваш границите, тие преку граници се бомбардира. Со НАТО? Или јас не разбирам, или не знам што е, како што рече предходната.
Зошто си најде момци да и плаќа? Троа нека загусти, си снема ко глупци. Сигурен сум. Не знам, може би грешам, али толку во тоа НАТО немам верба. Кај што има поголема сила, НАТО се губи. Се губи НАТО. Што НАТО? Тој се игра со помалите земји. Па добро е, има и поголеми во НАТО. И која е целта на тоа? И една реченица за ноко дозволиш за во 13 часот по Ангела Меркел. Сега Марта Кос чидева. Не доби чидева. А имам речено, кога Ангела Меркел не се слуша, добро, за жал и ова исклучува автоматски некогаш, но добро, ќе се слушнеме, ајде јутре секако да видиме нека дојде, па ќе дискутираме. Добар ден, повелете. Почитал водител. Поздрав, да, повелете, почит. Па сега јас се прашкам огласно дали е судбина, дали е за жалење, што сме граѓаниве на ова наша земјичка Македонија со вакво култна интелигенција. Ама коментари Европа, што ќе ни е косуте, што ќе доаѓа НАТО. Па слушайте да ви кажам, по еден сме Јурија, вели вака са, простете, цитирам, па сега ќе ни го качат од 3 на 5%. Па нека размислува он колку треба да ни го качат, или она господјано од Кочани ќе не ранеле. Да не ранат, ќе не бранат. Она да даде некој коментар таму за случувањето во Кочани, еднаш да ја слушнам за покојните мили ангели. Почитувам во гитителу. Аманте. Па нели САД ни е првиот стратешки партнер? Сега беше тоа кажано пред 3-4 месеци. Дека без САД ние не можеме. Кој тоа го каже? Винци Гашов, Чизмова и министерот за надворешни работи. Така? Каде ги вратија овие визиве? Да. И сега ќе имаме ние коментари на тоа. Почитам водителу да се крстиме на Господа, што не ставија точно е тоа во НАТО. Да се крстиме на Господа. До сега никој немаше да не спомне, и немаше да постоиме, како не им е срам јане. Научници за се. Европа не ни треба, НАТО не ни треба, Вселенава не ни треба, земјава не ни треба. Што ни треба, бе, луѓе? Абе, ние не си требаме. Ви благодарам, поздрав, до слушање. Добар ден, кој не следен? Ало, добар ден. Повелете, добар ден. Видите, се јавува еден северен граѓанин или северџан од Северна Македонија, Заева. НАТО е терористичка, фашистичка организација. Македонија плаќа 300 милиона до сега чланарина за особјето на НАТО. Там и Рада од Муртино, наша Рада Муртинска, натоска. Плата треба да зима. 300 милиона плаќаме. Плюс плаќаме од кај купиме оружје посебно. Да речеме, купивме од Италија хеликоптерето за толку пари, толку хеликоптер. Се посебно се плаќа. Тоа не е точно. Овој се знајко од Радишниц стварно знае се, ама не знае некој работи. Второ, сега барат пари и ќе дава. Ево, Бугарието подпишале 1,5 милиарда да дадат за тие војни тамо, што вика војни неколку држави, Германија, што ќе даваат на Украина за оружје. Плюс сега им 2 милиарди им тражат за оружје да купат. И они плачат, оти треба да се земе од пензионерите и од платите на вработените. Меѓутоа, проблем ќе стане за година-две. Европа нема енергетски. Мора да удри на Русија и да иземе енергетиката, гасот и нафтата. Ќе стане голема војна. Тога и ќе не... Кој да удри кога санкции тие, мислам, ние се откажавме од и воведовме санкции. Воведовме се, ќе не терат да пратим војска, да се борат таму, да бидете сигурни. Запамтете тоа што се справите. Тоа е НАТО. НАТО е фашистичка организација. Они се богати, оти грабат од цел свет, од секаде, се што им се бендиса.
Они свет командат и го ограбуваат. Така, и сега велите од пензиите. Па што значи тоа сега? Види сега. Но добро, ете, истече времето, сакам да прашам, а за НАТО може, а за минимална плата и пензија не може. Вака ќе мора да се најде. Па, ќе мора, ако дојде Трамп и каже, вади пари, најди, ќе мора. Но добро, ајде шегата на страна, зборуваме таа една поширока димензија и оној термин чадорна одбрана, како систем, всушност, на таа на покривање заедничко на сите земји членки одбранбено. Добар ден, кој ни следен? Добар ден, имаме ли некого? Повелете. Ве поздравувам. Да, исто така, повелете. Видите вака, Да. мислам НАТО, за овие што се посиромашни земји како нас, овие 5% одвојување е доста голем издаток. Меѓутоа, што сте се фатили на тоа оро, сакаме да ичеме, мора да го играме. Не само знаете дека полека НАТО, као да овие американски сили официјално као да започнаа да се повлекуваат од своите воени ресурси што се на европско тло, почнаа со жива сила, мислам дека почнаа да повлекуваат некои бродови, авиони и така натака. И едно време, ако сеќате, не знам да знаете, Трамп рече вака, еве Црна Гора е една мала држава, вика. Да не мислите дека НАТО, Америка ќе војува против Русија за една Црна Гора. Тоа беше стварно тежок удар, ја мислам. А инаку, на самитот ќе се зборува само за финансирање, за зголемување на финансирањето. А финансирањето најдобро се гледа и во овие најмоќните земји, како што се Германија, Франција, еве во последно време и Полска. Тие забрзано, мислам, тие се милитаризираат, односно се војно се спремаат. Бидејќи се одвојуваат огромни средства во нивната воена индустрија и насушувајќи ги сосвените економии сега на воен режим. Тоа, мислам, према нивните планови, мисля до 30 година да бидат подготвени и како да сакаат и во Украина да вовлечат до 30 година да биде членка на Европска унија и сакаат да формираат еден европски НАТО, па со тој член 5 ќе го нарештат и они таму, не е ништо. Така, благодарам, поздрав до вас, ете истече времето. Повелете кој ни е следен. Добар ден. На крајот сме веќе. Ви благодарам, мислам дека имавме навистина прилика да слушнеме различни мислења, интересни секое од нив, а останува да видиме што ќе се договорат на оваа дводневна средба, односно како Трамп ќе и што ќе издействува пред се по однос на финансирањето на НАТО. Тој е добар, очигледно успешен бизнисмен. Имаме една од ретките ситуации во која екстремно богат човек е и на екстремно силна позиција. Тоа може да биде и доста незгодно, како што се уверија и многу земји во тоа. Но, ако ништо друго, тој знае дека работите сам треба да човек да ги брка, па затоа е и еве сега во Анкара, за да, особено кога станува збор за финансиите, сам најдобро човек треба да си ги среди. Колку што како ќе биде договорено и како ние ќе поминеме во сето тоа, секако останува да видиме. Вам ви предлагам да го погледнете Централниот дневник во 17 часот и секако ви посакувам пријатно попладне. Довидување.